Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина е убаво што можеме и ова вечер да бидеме заедно и се разбира да се дружиме и да имаме заедништво со Таткото, Синот и Духот Свети. Почитувани слушатели, навистина живееме во едно многу тешко време, откаде сите страни навистина сме обиколени со лоши вести кои што минуваат низ целиот свет. Но сепак, кога ќе ја читаме Библијата, ќе видиме дека самиот Исус Христос зборува дека сите овие нешта треба да поминат. Всушност тој самиот не напоменува, Создателот и Креаторот на овој свет не напоменува преку Светото Писмо дека ние живееме во последните времиња. Нема многу време да можеме да размислуваме за многу различни нешта. Иако човекот денеска е свесен дека навистина нема толкаво време, меѓутоа секогаш навистина многу повеќе обрнуваме внимание и даваме посебно место на материјалните нешта. Но почитувани, сакам само да се поучиме сите заедно преку Словото Господово. Не е лошо да се биде богат човек, меѓутоа да се има и Господ Бог. Тоа е многу важно и многу битно. Многу важно и многу битно е да го вклучиме Бог, Создателот на овој свет, во нашиот живот. Затоа најмногу ни зборува мудриот Соломон. Затоа препорачувам, читајте ги неговите пораки. Читете го Светото Писмо, книгата на Изреките и книгата на Проповедникот и ќе видите многу битни важни нешта кои што ќе можат да го водат вашиот, се разбира, па дури и мојот живот. Зборуваме за Библијата. Библијата е клучот за вистината. И нема друг клуч. Нема друга вистина, освен Светото Писмо. Исус пред 2000 години рече дека тој е патот, тој е вистината и тој е животот. И затоа овие емисии пред се посветени на Него, како Творец, како Создател, како Спасител на целиот човечки род. Затоа што нема друго име дадено под небото со кој би можеле луѓето да се спасат, освен името на Исуса Христа. Апостолот Павле му зборува на Тимотеј дека Бог сака сите луѓе да се спасат. Подоц на Петар им вели исто така дека Бог долго време трпи за да можат сите да се обрнат кон покаяние. Затоа што волјата Божја е луѓето да бидат спасени и не е да завршат, се разбира, во пеколо. Но затоа е потребно да се направи еден чекор и тоа чекор во вера. Каков чекор? Тука, во оваа емисија, ние зборуваме за сите тие чекори. Многу е важно да се прими Исус, дадена ни е таа можност и привилегија. Да станеме деца Божи, се разбира, преку верата на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Почитувани, зборуваме за Библијата. Дали Библијата е се уште актуелна? Но исто така зборуваме за едно многу битно подпрашање на оваа тема. Зошто е напишана Библијата? Реков дека постојат повеќе одговори на оваа прашање. И јас со Божја помош и преку инспирација на Духот Свети се трудам да ви дадам одговор на вашите прашања. Зошто е напишана Библијата? Всушност, дали имало потреба да се напиши Библијата? Преку сите овие серија предавања, ние можеме да видиме зошто Библијата навистина се уште е актуелна и зошто таа е напишана. Која е Божјата цел за да Светото Писмо биде напишано, иако беше потребно еден огромен долг период за да се напише Библијата, некаде околу 16 века, вклучувајќи го 15
века Стариот завет и еден век Новиот завет, вкупно 16 века, но сепак имало една огромна потреба да биде напишана Библијата. Зошто е напишана Библијата? За да можат луѓето подобро да го запознат својот Создател и да ја запознат волјата Божја, да го запознат Спасителот на светот и љубовта Божја се разбира кон целото човештво или кон човекот. Потоа видовме дека Библијата е огледало и дека секој еден од нас може да се согледа, се разбира, во Светото Писмо. Библијата е огледало, всушност Библијата е таа кој не открива, кој ни го открива карактерот. Кога ќе видиме, ќе забележиме дека човекот без Бога има многу лош карактер и дека неговото срце е полно со зло. Преку Библијата можеме да ја видиме грешноста, да видиме колку ние сме грешни и да откриеме дека навистина ни е потребно покаяние и дека ни е потребен, се разбира, Бог. Но тоа можеме да го видиме преку Светото Писмо. Многу често пати дискутираме за нашиот карактер, за нашите особини. И тоа е многу важно за една личност, затоа што кога некој човек располага со добар карактер, ние го гледаме како добар човек. Меѓутоа, кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе откриеме дека нема никој добар освен единиот Бог. Сите луѓе се грешни на овој свет. Затоа им е потребен Господ, им е потребно покаяние. Можеби се прашуваме кога би требало да направиме чекор на вера и чекор на покаяние. Пријателе, те предизвикувам и те советувам уште оваа вечер да можеш да го направиш тој чекор. Чекор на вера и чекор на покаяние. Не смееме да дозволиме да размислуваме дека се уште има време. Бог преку Светото Писмо не напоменува дека времето е многу блиско. Но кога размислуваме дека има време, тогаш кога ѓаволот внатре во нашиот систем делува и тој ни дава погрешни информации, но ние не треба да ги примаме. Тие информации дека има време, никој не знае кога ќе дојде Господ од небото на оваа земја. Затоа е многу важно да направиме чекор на покаяние, чекор на вера. Друго, никој не може да гарантира за твојот и за мојот живот. Дали ние ќе бидеме живи? Само за тоа Бог знае. Затоа, да не биде премногу доцна, сега е можноста која Бог ти ја дава. Кога зборуваме за таа можност, всушност ние зборуваме за една врата која е широко отворена и веќе некаде околу 2000 години таа е отворена. Чека на тебе да се направи еден чекор на вера. Чека на мене. Бог ќе отвори вратата на милоста преку Исус Христос, преку Синот Божи, преку Спасителот на овој свет. Затоа таа можност во ниеден случај ние не смееме да отфрлиме, затоа што ние единствена можност, единствена опција како и да се спасиме. Но затоа е потребно да се чита Библијата. Многу е важно да се чита Библијата. И не само што ќе откриеме зошто е напишана Библијата, зошто Библијата е се уште актуелна, која е целта за да биде напишана Библијата, но ние преку неја ќе го видиме нашиот несовршен карактер и ќе осознаеме нашата грешна природа. Ќе дојдеме, почитувани слушатели, до заклучок дека ни е потребен спасител. Ни е потребен некој кој ќе не избави. Некој кој што ќе ја плати цената за нас. Некој кој ќе го плати долгот за нас. А тоа е Исус Христос, Синот Божи. Дојде, ја плати таа цена. И тоа на тој голготски крст Исус висеше за твојот и за мојот грев.
со цел да ни даде покаяние, да ни даде натворена врата, можност за да можеме да се спасиме. Затоа што волјата Божја не човекот да загине, но да има живот вечен. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да загине, но да има живот вечен. Почитувани слушатели, сакам навистина да ве поздравам и да ви посакам Божи благослов, но размислувајте за вашата душа. Исус вели, каква е ползата, каква е користа ако го придобиваме целиот свет, меѓутоа ја изгубиме, се разбира, душата. Нема никаква корист ако ја изгубиме душата. Затоа, оваа вечер, треба да размислуваме за нашата душа. Треба да размислуваме каде ќе заврши нашиот живот. Дали во рајот или во пеколо. Со Бога за цела вечност или за цела вечност надвор од Бога. Надвор од присуството Божјо. Изборот е твој и мој. Одлуката е наша. Ние носиме одлука на кому ќе му служиме. И таа одлука ни е дадена сега. Сега ни е дадена. После ќе ја немаме повеќе таа можност. Всушност ќе ни биде одземена. Затоа, ајде да ја искористиме приликата, можноста, ова опција која ни е дадена преку Бог Таткото, преку Божиот Син Исус Христос, да можеме да бидеме деца Божи, да имаме дел во првото воскресење и нашите имиња да бидат запишани, се разбира, во книгата на животот. До тогаш, почитувани, сакам да ве поздравам и да ви посакам Божи благослов. Господ нека биде со вас и тој навистина нека ве благослови. Пријатна вечер и се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.